Симеон Саксобурготски, синот на цар Борис III и поранешен премиер на Бугарија, дал зелено светло за отворање на културниот клуб во Охрид со името на неговиот татко. Тој со писмо до првиот човек на овој бугарски клуб, Гоце Блажевски, изразувајќи задоволство, дал дозвола името на клубот да се именува така. Со интерес дознав дека вие и вашите истомисленици сакате да основате културно-просветно друштво во Охрид. Ви благодариме за иницијативата ова друштво да го носи името на мојот татко цар Борис III. Вашиот предлог ме трогна и секако дека ја имате мојата согласност и мојата поддршка. Мило ми е што знам дека младите како вас имаат време и желба да се зафатат и со оваа задача, така што ќе се зачува во историската меморија. Ви посакувам успех во вашиот напор и се надевам дека ќе се видиме еден ден. Ова доаѓа само денот како од Министерството за правда соопштија дека не дале позитивно мислење за отворање на ваков клуб со оглед на тоа што до нив воопшто не дошло барање за такво нешто. Министерството се повикува на фактот што во називот на Сдруженијето Културен центар Иван Михајлов, кој е во постапка на основање и регистрирање пред Централниот регистар на Македонија, содржано е името на историска личност, а имајќи предвид дека не постои регистар на историски личности или било кој друг документ со кој Министерството не може да даде одобрение. Она што е плюс проблематично е што во Македонија нема регистар за историски личности по кој би било забрането да се именуваат вакви здруженија. Од Централниот регистар велат не можат да забранат регистрација на вакви клубови, бидејќи ќе го прекршеле уставот. До Министерството за правда не е доставено барање за добивање позитивно мислење во постапката за регистрација на Сдруженијето цар Борис III. Културниот клуб цар Борис III не е единствениот проблематичен, веќе знаеме и за клубот во Битола Ванчо Михајлов, уште еден докажан соработник на фашистичкиот режим, а најави има и дека ќе се отвори во Богданци, а ќе биде именуван по царот Фердинанд, кој владеел од 1887 до 1980 година во времето на Балканските војни, кога Македонија била поделена меѓу соседите. Главната цел на неговата политика била возобновување на Сан-Стефанска Бугарија, поради што тој склучил сојуз со Србија и Грција, кој резултирал со Балканските војни.